Членовите на Сдруженијето за едукација, уметност и култура, Академија Евроарт од Штип, по трет пат организираше јавен час во Основното училиште Славејко Арсов, а младите уметници пред публиката се представија со неколку изворни ора. Ние се представивме со предели од Овче поле, Пијанец и Скопска Блатија. Се представивме повеќе од 100 членови и публиката беше многу задоволна. А целта на овој јавен час беше да публиката да види како е една наша проба, еден наш тренинг и публиката беше многу задоволна и ние се представивме повеќе групи, најмалата група се до најголемата група. Освен песни и ора на јавниот час се доделија дипломи и признанија по повод распишаниот конкурс на тема Уметноста моја инспирација, како и благодарници и признание на сите членови кои учествуваа во сите досегашни активности. Апликантите испраќа креации и творби во областите на јазикот, литературата, уметноста, музичката и ликовната уметност, како ракотворењето, фотографското изразување и слично. На конкурсот пристигнаа околу 212 творби. Исто така доделивме и околу 180 дипломи за успешно посетување и учество во сите програмски активности во периодот од септември и декември 2018 година. Фолклорната академија Евроарт од Штип неодамна го одржа и годишниот концерт, насловен како на свадба по жетва, подржан од Универзитетот Гоце Делчев. Фолклорната академија постои 5 години, а во последните 2 интензивно се занимава со изучување и промоција на македонскиот фолклор. Носители на активностите на Евроарт се околу 150 членови, кои досега на академијата и донесоа голем број први награди на меѓународни и домашни надпревари.